Бројни административци кои треба да бидат дел од избирачките одбори се плашат на денот на изборите да бидат на гласачките места поради опасност од коронавирусот. Загрижени за нивното здравје испраќаат известување до ДИК дека не сакаат да бидат дел од ваков изборен процес. Првиот човек на комисијата за Алфа потврдува дека веќе добил известување од десетици службеници. Дерковски исто така се спротивставува и на владината уредба поврзана за изборите. Вели дека избирачкиот список мора одново да се прочистува. Речиси секојдневно кај мене се јавуваат членови на избирачките одбори, а ќе ги известат и општинските изборни комисии. Тој проблем не може да се игнорира, што се однесува до уредбата во изборниот законник е предвидена посебна методологија за прочистување на избирачкиот список. Не може изборниот законник да се дерогира со владина уредба. Не можеме новите гласачи кои наполниле 18 години само да ги прикачиме на избирачкиот список. Исто така треба да се знае дека не постои такво нешто кое владата го нарекува замрзнување на изборните дејствија. Иако Дерковски потенцира дека не може да има замрзнување на дејствијата поврзани со изборите, вице-премиерот Османи веле дека синоќешната одлука е поврзана со уредбата од март, кога бил прекинат рокот за избори. Османи се надева дека комуникацијата на еврокомесарот Вархеј со партиските лидери ќе придонесе за компромис за инклузивни избори со вклучување на сите фактори. Уредбата што вчера ја донесовме суштински не се разликува од уредбата која што ја донесовме некаде кон крајот на мај кога ги замрзнавме изборните рокови. Бидејќи таму се утврди дека изборните рокови се реактивираат, односно се одмрзнуваат со завршување на вонредната состојба. Вчера всушност се направи само прецизирање на одредени моменти во смисла на увидот во избирачкиот список, во смисла на обврска на Министерството за здравство да обезбеди опрема за лична заштита на државната и изборна комисија. Меѓутоа не менува нешто суштински од тоа што веќе беше донесено во март. Владата го задолжи МВР да достави до ДИК листа на државјани кои ќе наполнат 18 години до денот на изборите. ДИК според уредбата на владата треба да ги впише овие лица во избирачкиот список.